Социјалдемократската идеја е единствената која што нуди пристојни услови за развој и напредок на жените. Знаете дека и сите сме искусиле секој пат кога сме имале десна влада, кога ВМРО ДПМН во нашиот случај било на власт, жените биле во ризик. Жените биле во ризик заедно со сета грижа за своето семејство, биле во ризик со се грижата за сопствените деца. И социјалдемократската опција, социјалдемократскиот сојуз бил тој и жените на социјалдемократскиот сојуз биле тие кои што пркоселе на таквите ретроградни политики. Денеска, само после 8 месеци власта на ВМРО ДПМН ги покажува истите тие карактеристики. Власта на ВМРО ДПМН не се грижи за основното, за социјалната и економската сигурност на сите граѓани, а ја би рекла пред се на жените. Сите гледаме како со растот на цените, особено на основните прехранбени производи, нашиот животен стандард е срозан. Сите гледаме како со тоа што се случува во собранието со поднесениот сет образовни закони во делот на образованието, ВМРО ДПМН сака да ја загрози она околина во која што се образуваат нашите деца. Од образовен процес, кој што Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот мандат го направи да биде инклузивен, да ги вклучува сите деца со сите нивни разлики, да им обезбеди поддршка на децата кои што имаат посебни образовни потреби, прават една средина во која што сите ние треба да бидеме загрижени како нашите деца нема да бидат се поголем предмет на насилство и на дискриминација. ВМРО ДПМН не води сметка, иако во нивната програма напишале дека ќе водат сметка за вистинското место на жените на пазарот на трудот. Читав некои податоци дека имаме 250.000 жени кои што не се активни на пазарот на трудот. Мислам дека ова што ВМРО ДПМН го прави е една огромна можност за сите нас да настапиме со идеи, со мерки и со политики кои што може да направат разлика. А енергијата и мнозинството и силата мислам дека ќе направат да тоа биде видливо. Имаме проблеми во здравството. Сите сме ние пациенти на некој начин. Во изминатиот период сведочиме колку голем број на деца и бебиња се жртви на неефикасниот менеджмент на здравствениот систем во нашата држава. Никогаш предходно, многу одамна, такви цифри на доеничка и детска смртност не сме гледале. Здравствениот систем мислам дека се помалку нуди услуги кога станува збор за здравјето на жената, кога станува збор за репродуктивното здравје, кога станува збор за менталното здравје. Мислам дека овие теми се клучни во кои што сите ние сме и доволно инспиративни, креативни и паметни да дадеме предлог решенија и ве повикувам во таа насока така и да размислуваме и да работиме.